Ова место е измислено за пролет и лето и веќе сезоната ја отвараме. Еве го Игор Дронџија. Снима со дрон, мора да ви снимиме за да ви го доловиме во комплет овој рај на природата. Иако беше тука. Таму само крапимо кафе. Ама да, па така го ставаме на масата, нели се што треба. Не, ама тоа е во видеото ќе. Погледнете само каде ќе јадеме. Чипс крап, така? Одлично со лимонче, со се предобро. На многу малце места го прават. И ово више е као стартер, така? Да. Не е као главна јадење, него со винци и пивци. Со винци и пивци, така. Стварно е добро. Да. За ваква храна, ако треба, ќе се чека и цел ден. Зошто? Па не. Ве носиме денеска во Рибник Глобица да видите малку агротуризам, малку етно викенд дестинација и да ви дадеме идеја, особено за скопјани, каде да дојдете сабота или недела, бидејќи многу блиско од Скопје, на само 50 минути ќе уживате во феноменалната природа и ќе јадете вкусна, свежа риба. Ќе видите нешто интересно, како изгледа целиот овој комплекс. Домакините се еснафи, работат баш убаво, мислам, со љубов кон храната, домашно производство на многу од јадењата кои што ги нудат. Зборам јајца, зеленчук, секако имаат и нивен рибник. Така да, ова место е измислено за пролет и лето и веќе сезоната ја отвараме. Еве го Игор Дронџија. Снима со дрон, мора да ви снимиме за да ви го доловиме во комплет овој рај на природата. Иако ја ви снимам и вака, тука си доаѓате, сонцето ве грее, си седнувате, си мезите прво со некоја добра ракија, после дегустирате од рибите, имаат секогаш добра пастрамка, крап, сом, чипсот, чипс крап, така? Да. Чипс крап, патчиња, шатчиња. Ако сакате онака мир и релаксација, ова е местото кое што е едно од нашите препораки. Тука се седи во пролет и во лето, имаат и внатрешен дел, ќе ви покажам во остатокот од видеото, али ова е оној дел каде што е најубав за седење, бидејќи нели погледот е тој што го добивате пред вас, а секако со храна е веќе друга димензија. Ајде да ви покажам ја и внатре како изгледа. Еве да видите. Ова е внатрешниот дел на Глобица. И од тука имате добар поглед. Сега кога беше зима, нели есен, се седи претежно внатре, нормално заради временските услови, но го добивате повторно погледот. И ова му доаѓа како балкон на ресторанот и од тука го имате погледот. Значи ресторанот има капацитет за повеќе гости и е нормално како викенд дестинација, бидејќи може да обслужи повеќе гости во исто време. Се прават прослави, родендени, дури може и некои свадби да се прават. Зошто да не?
да имаме на камера, да. Само крапот беше тука. Таму само крап имам кафица. Ама па така ќе ставиме на масата, нели се што треба. Не, ама тоа е во видеото ќе го каже дека држиме и сом. Еве сме иначе кај рибниците. Да, ова е неформално. Снимавме како се лови крапот. Ќе оди директно во фурна. Ова е Филип, сопственикот на Рибни Глобица. Па ќе кажам домаќини луѓе што подготвуваат храна на вистина со внимание и љубов и од домашното производство. Филип, може да и мафнете на YouTube следачите. Браво. Тоа е тоа. Еве ги рибниците од блиску, еве го Игор. Покрај крап имаат и сом тука. Значи во нив. Добро. Не паднам со телефонов да ми отиде. Ќе биде смеење. И треба да се нагласи дека зимаат зеленчук од локално производство, поддржуваат локално производство. Втор пат ние да доаѓаме тука, така да мислам дека ќе биде интересна репортажа со се храна. Да. Само да видите, пред јадењето во Глобица, тука имаме едни традиционални даски. Погледнете само каде ќе јадеме. Традиционални даски со пинџурче, ајварче, биено сирење, сланина, пиперчиња со лукче, шопска салата, тука има печурки на скара, компирче, тиквици, со ракијичка, со узо за мерак. Снимавме надвор за Инстаграм, за главниот рил, а сега се префрлихме внатред затоа што многу дува надвор. Иако е преубаво, но ветерот не ни овозможува. Ајде си пробнеме, а? Ајде. Ја ќе земам Игор прво од ова. Предобри. Тиквичиве. Предиставаме ова? Да. И имаме уште една мешана салата, мислам, еве Филип ја носи. Ова е Може... специјалитетот главен на YouTube. Да. Мислам дека го снимавме преска, ама нека видат. Ова е чипс крап, така? Одлично, со лимонче, со се, предобро. На многу малце места го прават. И ово више не као стартер, така? Да. Не е као главна јадење, него со винци и пивци. Со винци и пивци, иде као... Стварно е добро. Да. Овчо сирење, ајварче, луто, пиперче. Тоа е ова? Биено сирење со сланина. А исто и за овчото има препорака дека ви е многу добро. Супер. Браво, дечки, да ве пофалиме, навистина сте 100 од 100, и услуга, и амбиент, и вкусна храна. Значи, немаме зборови, само ова да го видите. За ваква храна, ако треба, ќе се чека и цел ден. Зошто? Па нема зошто. Еве. Видеото кажува повеќе од 1000 зборови. Се ова од рибникот на Глобица. Нешто и од пред јадењата остана. Ова се крапчиња, рибчиња на скара со домашен компир. Црвено перка има таму, што друго има? Црвено перка. Ова е плашица. Плашица. Да, ова е крап на кременадли. Тука исто така имаме специјалитет глобица тава. Тоа е од свинско пилешко месо со печурки, сланина и кашкавал. И за крај имаме печена пастамка во фурна со гарнир Печен компир. печен компир, да. Да, зеленчук. Го фаќаме и денот и со едно бело винце одиме да пробуваме. Живели. Живели. Седнавме внатре, многу е ладно, дува, а времето е сончево, но за некоја недела ќе се седи во комплет надвор. Но, од што да почнеме, Иге? Мислам дека од домашното компирче. Значи плашица, котлети крап и тука имаме нешто специфично, црвено перка. Ова е тоа. Ретко се гледа нешто вакво. Интересна. Ќе пробаме, ја видат парчиња, колку отприлика се парчињава грамажа?
150 Значи од 150 до 200 грама иде, не е као пастрмка голема, него се фактички помали рибчиња. Ова нема коски пастрмка? Да, ја обескостува. Ќе ја пробам. Инаку, Много. тука во Глобица све спремаат тазе, така да немаат ништо на залиха, нели? Се прави нарачка од клиент, па се припрема. Така да, можеби затоа и да дојдете, малце ќе почекате, меѓутоа тоа што ќе го добиете како јадење, ќе биде 100 од 100. Дефинитивно. Значи, ние и претходно мислам дека рековме, веќе втор пат доаѓаме тука. Игор, Рибата е многу добра, ја крапот го пробав. рибата јас ја пробав пастрмка, значи врв. Дефинитивно место кое треба да го посетите. И гарнирот е многу добар. Гарнирот. Да не забораваме, имаат и месо. Тука чисто ставивме една тава со пилешко и свинско месо. Така, пилешко и свинско. Имаат и уво е добро парче. Имаат и ребро во фурна. Имаат и други специјалитети од месо, меѓутоа главно тука се доаѓа за риба. Сега сите може да си седнеме и да си јадеме. На здравје. Ајде, дечки, чао!